гледам од маглата. Не ги гледам боите, ни нашите, ни другите. Со мисливете носам се каде и пробувам да најдам дел од тебе. Градот нема лице, нема раце, да го гушне секој кој што плаче. Ех, да има некој кој за љубов знае, дали има некој освен тебе. Да има некој кој за сите нас се моли кога боли. Има ли некој? Добро утро да сите гледачи на вашата прекрасна емисија. И ова беше како Јас се чувствувам како дома. Сериозно, знаеш како го претопи човече како на радио да сме. Искуство од свирките. Владче, ова беше тоа е Така ги искуство. поздравувам гостите. А да не се приклучиш ти од септември во емисија? Па може ако ми дозволите. Александар, слободно. Амбиентално. Амбиентално. Еј, Да браво. има некој кој за љубов знае, дали има некој освен тебе. Да има некој кој за сите нас се моли кога боли. Има ли некој на овој свет, на овој свет, на овој свет? Има ли некој на овој свет, на овој свет, на овој свет? Има ли некој? Маквест 2020 година ги поздравувам Билјана и Ивана, колешките. Ама ако не се лажам, ова беше и наградената композиција, така? Како? Наградена беше композиција? Не, наградена беше за публиката, ама официјална награда не добивме. Ама знам дека си... Добро што се сеќаваш така, мене ми одговара. Имено, ма знам дека имаше, тоа спомнавме со Илија утринава коинциденција, сакаш или не, се случи, значи, тоа е работата, што во последен миг со тебе и со него се договори за да го вклучам, ќе го поздравиме. Те поздравивме додуше утринава, веројатно дека сте спремале со Александар. Тамо дали ова е само дел од the crew, така? Дел од екипата. Да, дел од екипата. Во следна прилика, ако ни дозволите, ние би дошле со тапани и со све како што доликува. Дали да ви дозволиме, студиото е ваше. Ред дизајнирате го. Да, Александар е драг колега кој што свири гитара и пее, така да заедно пееме. Ќе ги поздравиме Мики и Иван и Кирил, кој што понекога се приклучува во дисторзиите, кога настапуваме електрика низ Македонија. Цела една симфонија на сцена. Да. Во последното наше заедничко интервју зборевме за тоа дека голем дел од настаните поради трагедијата во Кочани беа нели стопирани, дел од нив веќе седи како вратија во игра, само да прашам дали да Crew веќе ги има своите први настапи периодов, та? Настапуваме, значи, низ Скопје, скоро по сите локали, овие што се, значи, попознати локали. Откога почнавме со работа и со Наталија во последно време, настапуваме и малци надвор од Скопје. Последна свирка сега ни беше во Богданци, мора да ги пофалам, стварно добар пречек на низин терен. Дома си е дома, нели? Да, стварно не пречека, преубаво си поминавме, така да мислам дека и иднина пак идеме тамо обавезно. Не сум бил многу одамна. Само еднаш во една прилика, сосема случајно го јам доживеано малку Богданци, меѓутоа неколку пати се договараме дека тоа е вистина место каде што така може да доживеете милост на душа, што се вели, баш едно прибежиште. Така го Богданци баш го ставаат во една категорија на кротко и уживање. Официјално да се забавуваме заедно. Инаку со Илија зборевме за милост, за Макфест и така натаму. Да, не потсети оваа можеби тема на историјата на може фестивалот кој што годинава слави 40 години. Ама февруари беше и промоцијата на милост. Уште една убава комбинација и мислам дека ќе се сложиме, ова не го кажам се дека таа тука, меѓутоа многу длабока и пеетивко, но зборува гласно секој пат, вела Наталија, и вистина е, освен тоа што е музичар, автор и глас што не се заборава,
мислам дека таа секој пат не потсетува на достоинството кога треба да ја гајте љубовта кон музиката и занаетот кон музиката. И верувам дека вие фино вака кога имате во екипа. Да, дефинитивно супер си поминуваме на секоја свирка, така да и во иднина мислам дека ќе имаме уште поголема соработка. Верувам. Ова е најава за вториот студиски албум, не си ветуваме датум, време, место, ама знаеме дека ќе биде веројатно по летото. Не, знаете, кога се работи за музика, тоа не е нешто материјално како градење куќа, па ќе ги купиме циглите, имаме датум до кога ќе работиме, се работи за Иако сум мајстор имела да си немаш работа, бидејќи тука се толку лекуваат работите. Така, имаш право. Да, мала шега. Да. Не најавуваме конкретни датуми, меѓутоа се гледа така Крајот блиска иднина на проектот. или почетокот. Така да еве ја отснимивме последната песна, тоа е нешто ново што се случи од последен пат кога се видовме. Бевме кај Илија во Штип, ја отснимивме последната песна со која што го заокружуваме делото, сите песни се композициите се дело на Весна Малинова, музика и текст, аранжманите ги направи Илија. Ке ве изненадиме со неколку ремикси на бавни песни и обратно некои брзи ќе ги претопиме во акустики, тие ќе бидат како бонус траки на албумот. Така да во блиска иднина го најавуваме обелоденувањето на целиот проект кој се вика Вторство. Да, значи Милост, Небо диво, Здивоци ми можеби ќе биде таму. Здивоци ми, Не кршиме. Има ли некој две нови, сигурно пропуштам уште некоја на која што сега нема. Ама сосема нови звуци ќе вади овој студиски две ќе албум. имаме нови, другите се веќе добро познати и мораме некако да ги сместиме заради собствени побарува и самата публика побарува. И искрено кога го слушнав првпат радиски Милост, баш има некако дефиниција и опис да кажам на нов еден понеобичен звук. Меѓутоа претпоставам дека и би дала опис некако дека правиш промена во музичкиот израз. Веројатно и во овој студиски албум. Самата промена дојде природно со времето на короната, зашто бевме прилично потажни од вообичаено и сметавме дека треба да пуштиме малку повеќе среќа преку музиката со побрзи тонови, така да беше добре дојдено и многу добро прифатено. Зашто јас може сум препознатлива по баладите, ама ете, се случи тоа што се случи, мене ми одговара, публиката добро респондира, така да. Како не, многумина кои што е, пак ќе кажам, првпат ќе те запознаат, што се вели, првпат ќе сретнат Наталија, дали можеби, како да се изразам, ја среди во себе некоја таа музичка зрелост, безбедност. Сега веќе можам да кажам дека имаш еден комфорен баладен стил или сакаш сепак да скокнеш во експериментални жанрови? Барем на оваа возраст во оваа епоха сега. Компромиси, некомпромиси. Компромиси во однос на жанрот и темпото на музиката како уметност не би ставила граници и мерки. Знаеш од каде ми е компромиси прашањето? во однос на квалитет, автори, тимови, секако. Би направила секако. Би направила компромис што за оние што сметам дека се Соодветни може да го... длабоки, издржани, со пораки, со... Од тоа не отстапувам, ама стилски да. Стилски да. Знаеш зашто те прашувам? Во едно последно интервју кое што го даде Адел, нели, веројатно ќе се збогува малку повеќе од музиката. Така и спомена, нели, по незините големи настапи кои што ги имаше и во Германија, на некој тие турнејата, Лас Вегас секако тука како своја резиденцијен период. Таа вели не би сакала да правам компромиси и такви музички преседани за да правам музика за младата генерација. Правам музика за мојата генерација. Правам музика за нациите во светот. Па секој е добре ден да влезе во мојот дом и музичка лабораторија. Затоа што некој пат сериозно ми недостасува, не видам дека нели тоа е музиката е вистина израз и треба да се трансформираме. Мислам, што би биле ако и ние во утринска постојано бидеме исти. Да, ова е од прилика таа инфраструктурата, меѓутоа со мали промени, сепак да се одржиме, што велиш, на она што е наш сензибилитет. Па оттаму, бидејќи таа вели, никој пат не би направила компромис, сега да одам спротив првата природа, да се допаднам на уште поголема нова генерација на млади. Може и тоа е еден од факторите кои што влијат на популарноста. Зашто јас сметам дека многу е лесно да си популарен. Денеска? Да. За жал, соблечете се по долен веш,
и ќе бидете вирално популарен. За жал Или најдете си тој некој начин кој што направи само хитови, условно речено, и ќе успеете многу брзо до некоја популарност. Каде е езотеријата тука? Ама кога ќе дојдете на некоја ниво, на некаков успех, сега релативно е што е успех за луѓето, таму се поголеми искушенијата и ветерот посилно дува и патот е само надоле. Многу е тешко да се одржите на врвот, многу. Јас сум имала своји врвови, може би тоа не се врвови за некои други, меѓутоа од почетоците, талент шоуа, значи за мене е голем успех што имам албум. Што не е случај за многу пејачи кои што обстојуваат на нашата сцена. Се за тебе беше објавен 2018-та, неколку години веќе имаме друг студиски албум. Касно малку, ама добро. Сосема соодветно, велиш и пандемијата особено веројатно како ќе многумина веројатно ги одложија работите, ама ова е вистинско време, мислам дека кога ќе го доживееме искуството. Дали смеам да прашам дали тука ќе одат некои соработки на албумот или тоа Затоа што мислам дека или не? Не, гледаме да извадиме од комфорт зоната малце ние, значи малце порок ствар некоја, каде што и она нормално ќе биде гостин. Заедно ќе направиме, тоест веќе работиме на песна нова, нешто побрзо малце од нејзиниот стил и мислам дека ќе ви се допадне. Се надевам ќе имаме можност да промовираме тука. Во секој време. Дали да патуваат на тие летни сцени, фестивали, некои кои што се ги имаме, да речеме тие културни лета во текот на летото кој што ни започнува? Ки имате? Сега за сега не, мислам со Наталија немаме таква соработка се уште, али мислам дека може и да се уклопиме. Да се остварат некаде. Повеќе приветни забави и свадби периодот што следува, што е новитет и раритет сметам за македонското поднебје. Ама уште еве има таков забавен дел кој што младите го негуваат и среќни сме заради тоа. А со летните културни лета немаме некои најави. Сметам дека се помалку актуелни од порано. Може да се одјавиме со музика, како што ни доликува. Само за крај, ако песната говори за човечката милост, каде најчесто ја гледаш лично во себе, во другите, во музиката? Милоста? Ќе почнеме од Бог. Есенцијата. Кој што сите не прифаќа какви што сме и не сака и му возвраќаме и од таму све друго. Луѓето и животните и природата. Милоста е што сме тука. Мојата внука пред некој ден ми рече единствено нешто што го помнам дека бев малечка и се уште ми е дека секој ми ќе подарок, така што и овој нека биде подарок за сите на телевизија. Ќе се одјавиме со обојме. Калиопи? Не знам дали знаете, во Филхармонија чинам дека есента најави свој концерт интимен, акустичен, така што еве уште една прилика да уживаме со нејзината дискографија. Ќе се потрудиме да стигнеме по карти на време и да бидеме дел, да се сапортираме. Бидејќи тоа ќе биде малку поинтимен концерт за разлика од нејзиниот минатогодишен во Борис Трајковски. Наталија и Александар ве поздравуваат со обојме и Калиопи. Во Бога, тогаш верувај во себе, но не давај на геволите. Ако можеш да ме видиш кое црнило ме пере, да помогни ми обоиме, обои плаво. И доприме со снагата на ветровите, обои жолто. Можеме заедно? Обоиме, обоиме и пред се, ти за ми боиште се од срце. Обои денови, стари спомени, обои се што ни живе, обоиме. Обоиме. Крај на 90-ти, така некако. Да. Една прекрасна композиција. И многу добар респонд од публиката има кога снагата на ветровите, обои жолто. И вече нека мириса на јасминот цвет, обоиме. Обоиме и пред се, ти се ми боиш што се од срце.
ми, обој се што ми живее, обој ме. Обој ме. За засипнато грло ово беше. Добре што ми го дозволива. Какво засипнато? Ти благодарам многу. Браво. Ке подсетиме уште еднаш најновото Уживајте со Наталија Данилова. Чекам само потврда за новиот студиски проект, со вториот студиски албум. Ова беше баш подарок за сите на Телма телевизија. Ти благодарам. Ви благодарам и вам за ви благодарам. просторот за времето. Ви благодарам. Секој Ви благодарам. Ви секој време. Александра и Наталија денес во утринска на Телма.